Гледате Трилинг, добро вечер. Имам две вести, една добра и една лоша, но и двете се испреплетуваат. Македонија старее со драматична депопулација, намален на наталитетот и интензивно се емигрира. Демографите пак велат дека нема да бидеме повеќе од 1 милион за 2 децении. Втората вест е за раст на бруто општественото производство, не помало од 3%. ЕБОР ова предвидување го базира на изградба на патишта и зголемена потрошувачка. Но Македонија натаму троши над незините потенцијали, со зголемен буџетски дефицит, плюс глобална безбедност и нестабилност на европските пазари, ќе принудат власта на внимателност. Во Трилинг гости за економските движења Горан Антевски, еден од собствениците на Радио Кончар ТЕП, за наталитетот Сара Миленковска, магистар по родова еднаквост. Апсурдно е да очекуваме дека сакаме повеќе деца во повеќе сиромаштија. И самата изјава на Мицковски, која што одново и одново ја повторува без навистина да се подпре на креирање на политики кои што би овозможила никаква подобра реалност за сите нас, укажува дека создава уште поголемо отуѓување и подалба. Македонија секогаш е на штрек. Бизнисот во Македонија секогаш е на штрек затоа што не знаете утре што ќе се случи. Трошоците што ги прави јавната администрација се големи и го оптеретуваат и буџетот, а и нашите плаќања кон државата. Но нема да може да демонстрира триумфализам дуи доколку не ги освои градоначалничките места во водечките општини, пред се оние со најголема символика. Урбаниот хаос се пресликува и во хаос на животот. За европски град ни треба многу време, години се го прашаме, за заличи на европски град. Но, за да почне да заличува, да се почувствува, граѓаните да почувствуваат дека е сменет правецот, насоката на движење, за тоа се потребна е една година. Македонија старее, наталитетот брутално опаѓа. Екзодусот во континуитет продолжува во Македонија. Екс-директорот на статистика Апостол Симовски во Трилинг пред неколку месеци јавно предупреди како продолжи трендот на депопулација. Само за 2 децении во Македонија нема да живеат повеќе од 1 милион жители. Премиерот пак Мицковски неделава не ја откри Америка, кога со право на почетокот од кампањата ја наметнува темата што да се направи во и со општините што интензивно се празнат. Треба да се раѓа, ни порача неделава председателот на владата. Во ова издание на Трилинг соговорничка е Сара Миленковска, магистар по родова еднаквост, магистрирала во Велика Британија, феминистка, модел политиколог. Миленковска, треба да се раѓа. Дали ако не сте се уште мајка, не сте всушност патриот? За жал, мислам дека поголем патриотски чин од тоа да се остане во Македонија во моментов не постои. И тоа да се остане критичен и да едноставно продолжи да се бори некој во оваа безсмисленост која се обидуваат да ни ја креираат политичарите, за мене можеби најголемиот патриотски чин. Така да ја се чувствувам како многу голем патриот, особено бидејќи имаме можност да се спротивставиме на вакви небулози и вакви националистички пропаганди кои што секогаш предизборно пробуваат да креираат некаква идеја дека всушност ќе зборуваме за вистински политики, меѓутоа тие вистински политики не ги гледаме освен популизмот кој што Мицковски многу добро го знае влада. Како вие ја доживавте првичната порака и оној блицкриг од председателот на владата кога вели потребно е многу детно семејство, наталитетот драматично опаѓа, треба да се раѓаат деца и тука да останат потоа? Иако не е ништо ново, тој во мај исто така им се обрати на младите луѓе на неговата партија дека она кое што треба да го прават жените во нашето општество е да раѓаат. Меѓутоа, иако не е ништо ново, сепак е многу јасен и сериозен приказ за тоа колку одново и одново некои реторики ќе се повторуваат. Дали тие реторики биле многу по-актуелни во 40-тите години на минатиот век или одново и одново ќе се повторуваат со цел да се создаде идејата дека жените мораат да одржуваат нацијата, дека единственото место на жените како машини за раѓање или едноставно дека вредноста која што некоја жена може да има во ова општество е само доколку се реализира и ако сака да се реализира како мајка. Така да од тој аспект повторно покажува всушност
особено 2 недели од кога имавме сериозен фемицид, особено вчера кога излегува вести дека поранешен партнер насилувал својата поранешна девојка, секојдневните статистики за родово базирано насилство оставаме да се занемарат, но ќе се фокусираме на улогата на жената само како мајка. Така да особено е загрижувачки тоа што вика дека се само 2 причини главни во ова: иселувањето на младите и наталитетот, како да заборава дека сите го дишаме истиот воздух, ја живееме небезбедноста на сообраќајот и се останато. Така да многу сериозно и многу јасно знае што прави со овој наратив, кој што одново и одново го повторува во различни аспекти, а особено е значајно каде всушност тој го кажа ова на подпишувањето на програмата на UNFPA, програма која што доколку би ја прочитал, ќе види дека многу сосема спротивни работи пропагира, односно наметнува дека треба да се создава за да имаме пораст на наталитетот, за да имаме соодветни репродуктивни политики и за да имаме наставно подостоинствен живот од кој што веќе знаеме дека одамна не го живееме. Ќе спасиме ли Македонија од исчезнување правејќи деца во услови кога во држава голем дел од семејствата крпат крај со крај месечно за да преживеат на некој начин, да се обезбедат елементарни пристојни услови за живот? Да, особено со тоа што кога ќе земаме предвид дека 22% од граѓаните живеат во сиромаштија, значи особено најпогодени се семејствата со 3 или повеќе деца и самохраните родители, особено кога гледаме дека сиромаштијата најмногу ги таргетира децата. Апсурдно е да очекуваме дека сакаме повеќе деца во повеќе сиромаштија. Додека не се направат системски промени кои што пред се достоинствено, но потоа и на еден социјален начин, преку социјална правда ќе може да видиме соодветна реалност за овие деца да бидат донесени во овој свет, тогаш ние може да зборуваме за начин на кој што може да се спаси проблемот со наталитетот. Миленковска, што со оние што немаат деца, што не можат да имаат деца, или во најмала рака што воопшто и не сакаат да имаат деца? Каде припаѓаат тие? Тоа е прашање кое што многу јасно укажува за тоа дека и самата изјава на Мицковски, која што одново и одново ја повторува без навистина да се подпре на креирање на политики кои што би овозможила никаква подобра реалност за сите нас, укажува дека создава уште поголемо отуѓување и поделба на добри и недобри луѓе, на луѓе кои што се вистински патриоти, на луѓе кои што не се вистински патриоти. Затоа и на почетокот кажав, за мене најголемот патриотски чин во моментов да останеш критичен и да покажеш дека нешто треба да се промени во твоето општество, да излезеш на протест против загадување, против фемициди и се останато. Овој тип на изјави и овој тип на поделби на веќе ранливо општество, на веќе општество кое што е толку отуѓено на политички, на партиски основи, каде што ние имаме заменето политичката комуникација со политичко насилство. Значи насилството има станато форма на комуникација и само ова долева затоа што покажува дека некој е крив. Според него криви се жените што не реагираат доволно и затоа немаме добра економија. Таквото симплифицирање на работите е дури и навредливо кон граѓаните. Таквото поставување на работите не само што е навредливо од аспектот на не само кон жените што нели се очекува која е нашата улога во општеството преку нивните патриархални и традиционални идеи за тоа што прават жените, но брише еден многу важен аспект на женското учество и во политика. Ние имаме нашата за Македонија настаната врз основа на тоа што жените биле дел од антифашистичката борба. Македонија настаната на сите овие работи и тоа што го кажува е дека ние треба да ако не сме реализирани како родители, ако не сакаме да имаме деца, ние не сме наставно еднакви чинители во овој општество. Тој наратив не само што ќе предизвика поголем раздор во веќе големо поделено општество, туку и ја ускратува можноста граѓаните да бараат вистински сериозни политики. Бидејќи вика ова е проблемот, наместо да земат системски да се решат работите. Дали препознаваш враќање на груевизмот? Само за подсетување, во времето на ВМРО-ДПМН тогаш се промовира сет на мерки за прошивање на многодетното семејство, поддршка за трето дете и така натаму. Истите наративи кои што тој ги користи се истите на Груевски, дури истите кои што и Орбан и Трамп ги користат, со цел да бидат на некој начин и дел од глобалните трендови, каде што ние во моментов гледаме сериозно заекнување на крајната десница и се останато, но исто така покажува и затоа
сериозноста на оваа изјава не треба ношалантно да се гледа, укажува на тоа дека не треба да се нудат долгорочни политики кои што на вистина би дале никаква промена, туку на краток рок. Како што беше политиката за има и трето дете, видовме дека нема никакви резултати, дури некои нови работи кои што се споменуваат, не нудат суштинска промена на она системска нееднаквост која што сите живееме, со цел да се направи некаква посоодветна промена. Кои се причините за перманентниот пат на наталитетот и континуираниот начин на барање излез од оваа држава, односно екзодусот кој се почесто станува драматична тема во домашната јавност? Едно, можеби главните аспекти е исто економската несигурност и сиромаштија. Она што се заборава дека е политички проблем и дека е дел од сите аспекти на живењето, значи не само тоа како се адресира наталитетот, туку и економијата, правдата и се останато. Младите луѓе, особено во Македонија, не чувствуваат дека можат со ниските плати, со скапото домување, со несигурните работни места да креираат семејство доколку навистина тоа би сакале. Исто така постои голема недоварба во институциите и недостаток на социјални услуги. Особено ние на терен кога работиме со различни категории на жени, гледаме дека пристапот до гинеколошка услуга, например, ако си од Ново село, ти треба да отидеш до Велес за базичен пристап на гинеколошка услуга, а да не зборуваме што станува збор со градинките, со жените кои што сакаат да работат и да бидат и да можат да се посветат на домот. Но исто така и на многу клучен аспект е дека се уште немаме сериозен проблем со поделбата на домашниот неплатен труд. Ние во моментов се очекува жените да бидат и мајки, и домакинки, и да бидат дел од работната сила. Тоа е невозможно со тоа како е сега изграден системот. Кои се социјалните и општествени норми и пакети за зголемување на наталитетот и има ли кој треба да биде всушност првиот чекор за да се спречи овој демографски колапс? Има многу први чекори за жал кои што мораат да се направат, бидејќи ова е толку комплексно прашање и затоа симплифицирањето со едноставен одговор од типот на зголемување на наталитет нема да вроди со плод. Потребно е да се адресира прашањето на чист воздух. Буквално истражувањето прикажуваат дека чистиот воздух и климатските промени влијаат врз репродуктивното здравје кај жената, значи влијаат врз плодноста кај жените. Потоа, безбедност во сообраќајот, колку и да звучи апсурдно, соодветна инфраструктура влијае врз квалитетот на животот на луѓето кои што сакаат да имаат семејство. Не може жените со количка да не можат да поминат на нашите тротоари, а ние да очекуваме дека некој би уживал во улогата на мајка. Потоа, потребни се сериозни политики кои што социјалната заштита ќе ја доведат на високо ниво. Ние, изминативе, особено од кога е ВМРО на власт, а не дека и претходно нешто беше подобро, гледаме намалување на социјалните услуги. Кога не се приоритизираат социјалните услуги кои што даваат основната подршка во општеството, не може да очекуваме дека ќе биде некој охрабрен да знае дека од самото општество има некакви работи кои што ќе се возможени. Условията во градинките, колку се инвестира во градинките. Исто така и самото образование. Ние во моментов имаме образование во кој што се бришат сите аспекти од родова еднаквост, сите аспекти од заштита на родово базирано насилство и очекуваме тој образован пристап, тој образован систем да создаде критички емансипирани луѓе кои што ќе инвестираат во државата, напротив, ќе создаде само послушници и ќе создаде насилници. Така да сите овие аспекти влијаат врз тоа ние како бираме да креираме семејство или исто така како бираме да веќе постоечките семејства ги згрижуваме. Веќе многу е важно го зборуваме моментот за дека треба да се креираат нови деца. Меѓутоа што правиме со тие што се веќе во Македонија? Што правиме, односно како ги третираме децата што веќе се родени? Не треба да ни интересира животот на едно дете додека не се роди. Туку што откако ќе се роди, која е градинката во која што ќе може да се запише, која е училиштето, какви се условите во училиштата, какво е образованието кое што ќе го добие, каков е воздухот што ќе го дише, каква е улицата што ќе треба да премине за да стигне во училиште. Сите овие работи наврно ги кажувам на едно можеби подиректно ниво. Дел од реакциите на македонските граѓани по овие пораки на
председателот на владата за многудетно семејство поврзано со патриотизмот го оценија како патетични оценки, особено што доаѓаат после она трагедија во Кочани, блицкригот за помош на младата девојка Росица, на која веројатно институциите остана глуви. Како вие ова го доживувате цело? Навредливо да се очекува во сериозната анксиозност и болка во која што живеат луѓето секојдневно, заради болката заради тоа што се случи во Кочани, заради фемицидите кои што секојдневно ги гледаме, заради родово базираното насилство кое што е станато норма, навредливо е да се кажува ние сега треба да раѓаме деца. Дури ќе се дозволам да го кажам, првото нешто што го помислив е како да ние треба да имаме повеќе деца, бидејќи едно може да ти биде изгорено во клуб, бидејќи е небезбедно и се останато, друго може да ти биде убиено на улица од некој кој што вози над 90 и има дозвола за истото. Третото може да ти биде од рак кој што заради загадувањето сите евентуално ќе го добиеме. Абсурдноста на таа изјава не е само навредлива затоа што повторно и одново жените ќе ги стави во позиција на машини за раѓање. Затоа сме веќе навикнати, знаеме дека следно нешто што ќе направи е забрана за абортус и дека тоа е следниот чекор што ќе го направи. Ке повторно за 6 месеци јас и ти ќе зборуваме на истата тема за таква политика која ќе биде донесена. Меѓутоа навредливо е затоа што од аспект на болката која што во моментот ја носат родителите чии деца починаа и да треба да слушаат дека единствениот начин на кој што може да се продолжи и обнови и патриотски чин да биде за Македонија да постоиш е всушност да раѓаш деца. Односно да креираме многодетни семејства. Таа патетичност за жал проаѓа кај граѓаните, особено бидејќи она што го споменав дека создава отуѓување и покажување со прст. Кога имаме политичари кои што немаат капацитет да креираат вистински политики кои што би значеле вистинска работа, многу е лесно да покажеме дека некој друг е виновен, дека виновна е родовата еднаквост, дека виновна се луѓето кои што се малку поразлични од традиционалните македонски семејства. Дали тоа е исто многу важно прашање, дали оно се обраќа на многодетни семејства на луѓе од мешани бракови, дали можеби се обраќа на луѓе од малцински заедници. Тоа е исто многу значено што на вистина значи патриотски чин да биде креирање на многодетно семејство во оваа реалност во која што ние гледаме фемицид на секој случај, во кој што знаеме дека институциите не само што нема да те заштитат, туку и ќе учествуваат во системската нееднаквост и во насилството. Во коалиција Маргини за 3 години документиравме 250 случаи на институционално насилство, каде што повеќето од нив не можат да бидат пријавени, бидејќи самиот пристап за пријавување, ако си малку поразличен, не можеш ни да го користиш како услуга. Во изминатава година поголем регрес е направен во нашите човекови права и правно, и социјално, и во јавноста, него многу побрзо како што беше во минатото за време на Груевски. Благодарам за гостувањето во емисијата. Фала ви. Сара Миленковска, магистар по родова еднаквост, магистрирала во Велика Британија, политиколог на Правниот факултет во Скопје, феминистка. За економските и финансиски движења во државата, но и на глобално ниво, гостин во емисијата Горан Антевски, менаџер на Раде Кончар ТЕП. Добро дојдовте во емисијата. Добро ја најдов. Господин Антевски, пораст на македонскиот бруто општествен производ и негова номинална вредност од над 15 милиарди евра на годишно ниво, се доближивме до скромни 9000 евра пер капита. Кои се предизвиците во втората половина од оваа година и 2026 во ситуација кога најчесто кога сме во изборна година стопанството е на стендбај? Ме радува што го спомнавте ова дека 15 милиарди евра е БДП-то. Тоа е убаво да се слушне, треба да биде развоен, но во Македонија е повеќе БДП-то е подигнат во однос на во основа од јавната потрошувачка, што е многу полоша ситуација, отколку да биде подигнато од инвестиции или приватна потрошувачка.
Тоа значи дека се уште земјата се движи во правец на вложување во инфраструктура која или во производи кои не се со додадена вредност, не се со поголем финансиски раст. Се надевам дека сето тоа ќе се измени во еднина, затоа што вака не можеме да продолжиме. Штом јавната потрошувачка е таа двигателот на растот на БДП-то, е многу лошо за да можеме во иднина да размислуваме на некои нови инвестиции, нови технологии, развој во подобри работни места, поскапи работни места и насоката моја како бизнисмен е да се вложува во технологија, во приватна потрошувачка и во инвестиции. Како денес ја оценувате деловната клима? Државата издвои половина милијарда евра, дел од сумата од 250 за поддршка на општините, 250 милиони за компаниите. Вашата компанија е релативно изнозно ориентирана, но видовте ли вие како компанија некаква фајда од ваквата стимулативна поддршка од државата? Ние не учествувавме во подигнување на овие кредити со пониска камата. Имавме претходно веќе инвестирано, немавме потреба во овој период. Планираме за наредните 2-3 години да инвестираме исто поголеми средства кои ќе ја развијат нашата компанија уште подобро, но во моментот ние не видовме некоја фајда затоа што стварно и немавме потреба од тие кредити. Американскиот министер за одбрана порача: подгответе се за војна. Големиот магнат Джеф Безос е цитиран дека рекол: чувајте пари и злато, не купувајте недвижности. Воената индустрија е прилично забрефтана. Како ги примате овие пораки на светско ниво? Треба да се мобилизираме, да живееме на штрек, бизнисот да биде во постојана стендбај состојба? Македонија секогаш е на штрек. Бизнисот во Македонија секогаш е на штрек затоа што не знаете утре што ќе се случи, така да ние сме секогаш подготвени, ако можем да кажем како компании, затоа што работиме веќе во овие тешки турбулентни времиња не многу години. Секако не плаши ова, како компании не плаши оваа ситуација во светски рамки, затоа што ќе ги наруши сите токови на набавка на материјали, на продажба на финансиски средства, движењето на финансиските средства. Така да очекувам дека треба да се подготвиме за нешто поголемо. Така се наслушува во светски рамки. Ние како компанија веќе подолго време се подготвуваме со нови добавувачи и со нови продажни места каде што можеме да продаваме нашата опрема. Германската економија е во блага стагнација, но и нашиот извоз е поврзан со Европската унија. Над 17% тоа е, 47% е кон германскиот пазар. А Германија како наш главен трговски партнер, колку германската економска слика ќе се одрази врз соработката со македонската економија? Да, Македонија е доста врзана, многу е врзана со германската економија, но тоа секако треба да не поттикне да побараме нови пазари. Затоа што, да, ние ќе се врземе со германската економија во еден период, ќе биде во ред работењето, но како што гледаме дека таа економија полека стагнира, ние мораме да побараме нови пазари. Секако нема да биде лесно, секогаш е нов пазар, отварање на нов пазар има своите тешкоти, но добрите компании, финансиски стабилните компании ќе успеат тоа да го направат и мислам дека може и подобро да биде, затоа што нема да бидеме врзани само со еден партнер толку многу, ќе бидеме врзани со повеќе партнери во светски рамки. Раде Кончар е со позитивен раст на производството и финансиските биланси. Какви се движењата на пазарот на труд во ситуација кога најголемиот дел од македонските компании многу често се жалат од недостиг на работна сила? Како успевате да обезбедите луѓе за работа? Да, ние сме стабилна компанија, финансиски доста стабилна во изминатиот период. Производството со годините ни расте.
може да кажем дека сме една од најголемите, може и најголема електрокомпанија од приватен сектор, производен приватен сектор, така да вложувањето што го правевме во изминатите години во нови технологии, роботизација, дигитализација на производните процеси, вложувањето во инженерскиот и работниот кадар ни допринесе да се задржиме на пазарите, да растеме, а тоа се го правиме за да им овозможиме на луѓето да убаво да се чувствуваат во својата работна околина, ги запазуваме сите светски норми за животната средина, за работната средина на луѓето, коректни, добри плати. Ние имаме едни од највисоките плати во приватниот сектор, во електросекторот, и секако таа тенденција ние да ја задржиме. Вложуваме во дуалното образование, во факултетите вложуваме за да го добиеме најдобриот кадар, но што е најбитно, нашите инженери, поголемиот дел од нашите инженери и нашиот стручен кадар се образува во нашата фабрика. Со менторство, со академиите што ги правиме или ги праќаме на обуки во Македонија и надвор од Македонија, секој го осеќаме тоа, секој работник гледаме да биде задоволен, за да немаме флуктација на работна сила и немаме до сега вака голема флуктација. Се намалува намалување на јавната администрација, подолг период зборуваме дека имаме гломазна администрација, но и се предлага дел од административците да им се понуди работа во приватниот сектор. Се сеќавам дека уште пред неколку години во времето на Дамјан Манчевски како министер, исто така ваква иницијатива имаше дел од административците да им се понудат на работа во јавниот сектор. Колку е ова одржлива идеја? Во приватниот сектор е многу потешко се бара работа. Во јавната администрација ние гледаме дека седат по кафичи, по ресторани, слободни се, додека во приватниот сектор мора да се заработи платата, треба да се работи најмалку 8 часа, да биде коректно. Секако дел од таа администрација има можност да се дообразува, доостручи за да може да работи во приватниот сектор и тоа би било една добра можност за развој на економијата, затоа што трошоците што ги прави јавната администрација се големи и го оптеретуваат и буџетот, а и нашите плаќања кон државата. Гостин во емисијата Горан Антевски, прв човек на Раде Кончар ТЕП. Господин Антевски, вие сте и член на надзорниот одбор на Комерцијална банка. Дали неуспехот од преземањето на Стопанска банка Битола беше свесно командувано од политички фактор за да се овозможи влез на Српска банка во Стопанска банка Битола? Као член на надзорен одбор во најголемата и најуспешната банка во Македонија, мојата доверливост како човек, како и внимавајќи на банкарските строги правила, не би сакал да коментирам нешто што е што не може да се докаже во моментот или што може да има политички размислувања. Тоа не би сакал да го коментирам, затоа што не знам и не можам тоа да го кажам. А дополнително сакам да кажам дека секој од акционерите кои сакале или не сакале да ги продадат своите акции, си размислувале за самите и си размислиле како што и одлучиле како што си одлучиле. Ние како најголема банка си работиме по сите правила и прописи. Целото тоа превземање беше на правилен и коректен начин, контролиран од Народна банка, а одлуката таа банка да се продаде или да се купи од некоја друга банка е одлука на Народната банка која си има своји механизми и своји одлуки, така да тоа е можда добра одлука за некого од нив, така да тука е нивното е. Господин Антевски, бевте во фокусот на вниманието во мај годинава кога купивте голем број на акции во Комерцијална банка. Дали денес е најдобро да се вложува во купување акции или во купување на недвижности? Треба да се направи диверсификација на сите средства што ги имате. Значи да, треба да се вложи и во недвижности,
треба да се вложи во акции, треба да се вложи во убав и коректен живот. Така да јас вложувам доста во акции во изминатите многу години. Познат сум со тоа што да инвестирам во поголем дел од добростоечките компании во Македонија. И мислам дека би беше добра одлука да инвестирам во најдобрата и најголемата банка во Македонија. Ве прашувам како стопанственик и како јавна личност, дали во општеството има растечка деструкција или пак помалку ноншалантност во водењето на политики и носењето на одлуки? Има различни размислувања. Да, мене ми смета што јавната администрација не работи со такво темпо како што работи приватниот сектор, затоа што сите ние треба да допринесуваме за развојот и растот на оваа наша држава, да допринесуваме раст и развој на сопствените предпријатија, на луѓето во Македонија. Така да, како што ви кажав, ми смета тоа однесување на луѓето да не се работно активни, затоа што ние мораме да допринесеме, да оствариме профит и да земеме и поголема плата. Тоа ни е целта. Благодарам за гостувањето. Фала и на вас, чест ми е што сум кај вас денеска. Треба едно да разбереме дека подобрување на состојбите, некакво ресетирање на состојбите, без да почувствуваме сите ние, жители на овој град, одредена болка, кој повеќе, кој помалку, е тешко остварливо. Во однос на сметот, ќе почнем со сметот. Се додека не почнеме да вршиме селекција на сметот дома, првенствено, почнувајќи од дома, со тоа да ги растеретиме службите кои што се задолжени да го одведат сметот од нашиот најблизок контейнер до Дрисла, ќе имаме проблеми со сметот. И тоа треба да ни биде јасно на сите и треба да започнеме, како и во сите други држави, претежно во Европа, со селекција на сметот. Нема да може да демонстрира триумфализам дуи во таква ситуација, без разлика каква ќе биде разликата во однос на вленост со етничките листи, доколку не ги освои градоначалничките места во водечките општини, пред се оние со најголема символика. Тоа се Чаир, кај што имаме и Тетово, каде што фактички двајцата фронтмени на Влен легуваат во директна битка. Па тука би ги стајал и Гостивар, како битна општина, Струга, и Дуи мора да триумфира во тие општини, ако сака да прогласи победа во секоја смисла која нема да биде оспорувана. Доколку Дуи успее да го постигне тоа, тогаш притисокот за вонредни избори ќе биде преголем. Во наредните недели ќе разговараме со дел од кандидатите за градоначалници на македонската метропола, поточно на Скопје. Во ово издание на Тренинг соговорник ќе биде професорот Горан Марковски, независен кандидат. Господин Марковски, добро дојдовте во емисијата. Интервјуто го снимаме во време кога надворе дождливо. Малку фали, значи еден дожд и градот, метрополата да ни е целосно хаотична и блокирана. Да. Прво да се заблагодарам на поканата. Токму така, ние и кога ги прегледуваме мостовските конструкции, тоа ако можеме го правиме после дожд, бидејќи дождот ги покажува сите слабости. Така и за градот. Дожд, малку поголем дожд, практично ги покажува сите слабости на инфраструктурата на град Скопје. Сите оние места кои што не се или не се изведени како што треба, или пак не се одржувани како што треба. И имаме редовно колапс во сообраќајот, бидејќи сообраќајната инфраструктура не може да го издржи напливот на зголемен сообраќај кој е во вакви дождливи денови. Скопје метропола или станува или прерасна во провинцијска средина? Па мислам дека во второто е поблиску до вистината. Далеко е Скопје од метропола. Скопје претходно не знам колку било баш метропола, меѓутоа сега после сето ова што се случува во последниве години, Скопје ќе треба многу работи да смени за да го фати патот кон метропола. Од каде или од кога поточно почна падот и
невкусот и кичот на Скопје? Па мислам дека со почетокот на повеќе партизмот навлеговме во на нова ера на развој и стратегија на градот. Се покажа дека политичкиот систем партиски, кој што е насекаде во развиените земји присутен и треба да биде, меѓутоа се покажа недоветен и недоволно созреан за да може да се носи со предизвиците кои што се потребни за водење на град, а и за водење на држава. Кај нас повеќе партизмот се подразбра на малку поинаков начин, дека треба сите раководни места во градските структури, јавните предпријатија и комунални предпријатија да бидат запоседнати на партиски членови, односно тоа беше единствен критериум за избор на раководители. И од таму сме дојдени во оваа состојба во која што сме. Дали Скопје е пренаселен град? Дали наместо зеленило всушност се сведува на градежна механизација, бетонизација и кеш? Поточно кешот, Балканиот односно Балканите пари да завршуваат во кеш. Да, се заедно мислам дека Скопје можеше и мораше да поведе сметка за својот стратегиски развој. Мислам дека е пренаселен, пренатрупан со градби без никаква стратегија. И оттаму не се случува овој хаос. Урбаниот хаос се пресликува и во хаос на животот. Не може да очекуваме дека во една сфера на нашето живење ќе имаме среден систем, а при тоа да сите живееме во урбан хаос. Тоа сега ни се свети. Значи, таа негрижа што ја имавме 3 и повеќе децени кон градот, сега ни се враќа назад како еден многу опасен бумеранг, кој се заканува да остави сериозни последици за себе. Како да се димензионираат комуналните служби? Помалку изгледа лоша гледката во метрополата кога насекаде околу нас ќе видиме преполни контейнери, депони, смет, хаос низ улиците, кој каде сака се паркира. Да, токму затоа е потребна визија за Скопје, односно документ за визија на Скопје. Како Скопје понатаму ќе се движи и како ќе се разрешуваат овие проблеми кои што ги споменавте. Треба едно да разбереме дека подобрување на состојбите, некакво ресетирање на состојбите без да почувствуваме сите ние жители на овој град одредена болка, кој повеќе, кој помалку, е тешко остварливо. Во однос на сметот, ќе почнем со сметот. Се додека не почнеме да вршиме селекција на сметот дома, првенствено, почнувајќи од дома, со тоа да ги растеретиме службите кои што се задолжени да го одведат сметот од нашиот најблизок контейнер до Дрисла, ќе имаме проблеми со сметот. И тоа треба да ни биде јасно на сите и треба да започнеме, како и во сите други држави, претежно во Европа, со селекција на сметот. Во однос на сообраќајот, Скопје треба да презема мерки кои ќе го дестимулираат градскиот сообраќај, односно сообраќајот во градот со приватни возила, а не обратно. Значи, наместо да градиме широки булевари, да отвараме нови улици, да градиме паркиралишта, односно паркинг гаражи и така натаму, и со тоа да го уништуваме и она зеленило што ни преостана, многу подобро е, според мене, да одиме кон дестимулација, односно паркирањето да биде оттежнато и премногу скапо во централното градско подрачје, да улиците не овозможуваат брзо движење на возилата, а ние да им дадеме предност да му дадеме предност на градскиот сообраќај, кој треба да се модернизира потитно, и да им дадеме предност на велосипедистите и на пешаците. Например, во Лондон, во центарот на Лондон, на Оксфорд стрит, многу ретко можете да видите возила да се движат. Зошто е тоа така? Или е премногу скапо да паркирате возило на паркинг во... Имено, и са тие искуства од развиените земји мораме да ги пресликаме овде. Колку и тоа да боли. Затоа што е алтернативата на тоа? Да се труеме секоја година се повеќе и повеќе. Сега треба да одбереме ние дали ќе сакаме да живееме во град со почист воздух, во кој што ќе има нормално живење, во кој што нема да ни страдаат дишните патишта од загаденоста,
а при тоа ќе се движиме повеќе пеш, ќе користиме велосипеди, ќе користиме градски сообраќај електричен исклучиво, такси возила електрични исклучиво, или ќе станеме робови на возилата, па ќе им дадеме предност на нашите возила, ќе им овозмежиме широки булевари, катни гаражи, а при тоа ќе си го загрозуваме здравјето. Изборот е наш. Мојот поглед на иднината на Скопје е многу поблиску до ова што вие го споменавте за Лондон. Господин Марковски, Скопје затворен град според принципот на една Љубјана. Факт е дека Скопје е пренаселен, дека речиси цела Македонија е всушност концентрирана во метрополата. Штетата и за Скопје и за остатокот од Македонија. Градовите во Македонија ни се испразнија, а во Скопје условите за живот стануваат се понеподносливи. И затоа ве зборувам, мораме да имаме ние стратегија како луѓето, дел од оние кои живеат во Скопје, да самите да разберат дека животот во друг град ќе им биде подобар, поздрав, ќе живеат порелаксирано и подобро. Ние сведоци сме дека со изградбата на автопатот кон Штип, например, многу скопјани купија имоти околу Свети Николе и почнаа да градат таму стамбени единици да живеат надвор од Скопје. Впрочем, и преселбата кон Бардовци, кон Зајчев Рид е последица на урбаниот хаос во овој дел на Скопје. Само што таму се отиде на територија која што па инфраструктурно не беше подготвена да го прими таа градба. Значи, мора да биде затворен, отворен. Не мораме да речеме сосема е Скопје ќе го затвориме готово за ново. Тоа и според мене и невозможно, меѓутоа дека треба добро да се осмисли еден период, да се даде една, како што кажав, една временска рамка за да се види каде е Скопје. Ја мислам дека никој во Скопје не знае колку точно жители има во градот. Сите оние параметри кои што се од статистиката се нецелосни, за да може да се донесат исправни заклучоци и правци на неговиот развој. Но во секој случај, хаотичното доселување, неконтролираното доселување, неконтролирано градење на објекти, и тоа само стамбени објекти. Што се случи со нашиот урбанизам? Ние ги изгубивме објектите од јавно значење, ги нема во урбанизмот. Никој не проектира градинки, училишта, не знам, кина, театри, музеи и така натаму. Неплански се гради? Кај нас се сведе, па неплански. Неплански. Кај нас се гради само во интерес на стамбени единици. Кај нас квалитетот на урбанизмот се мери во метри квадратни стамбен простор. Колку повеќе метри квадратни извади урбанистичкиот план, толку тој е поквалитетен според нашите денешни критериуми. Не на квалитетот на просторот, само квадратите се битни. Колку повеќе квадрати, повеќе профит, и тука завршува целата приказна, и ние сега живееме во згради кои се доближени до непристојна оддалеченост една од друга. Условите за живот се никакви, бидејќи и вие му пречите на соседот и тој ви пречи вам. Излегувате на улица која што е несредена, која што нема одводнување, која што нема тротоар како што треба, која што нема велосипедска патека, ама за тоа имаме едно чудо метри квадратни за спална соба, нели? Меѓутоа, како си го објаснувате следниот феномен? Се градат згради, се купуваат станови без никаков проблем, иако, например, квадратурата иде до 3000 евра. И на никој никому не му пречи да се гледа од прозорец во прозорец, од купатило во кујната кај соседот. Да, мислам дека тука има малце наша традиција да најсигурни ни се парите ако ги врземе за некаква недвижност, требала, не требала. Тука се и даноците кои што практично тоа го поттикнуваат. Колку и станови да имате, данокот е ист, што по принцип не би требало да биде според мене. И мислам дека тука има малце и од сива економија влијание, односно дека во градежништвото црните пари, односно ние сиви подскриени пари, лесно можат да се канализираат и да добијат своја вредност без при тоа да се прикаже како е нивното движење. Мислам дека се тоа неколку елементи кои што придонесуваат да имаме ваква експанзија на станови, ако нема логика, кога ќе размислиме, чуму толку станови, нели, ако стојат празни, тоа е врзан капитал кој што можеби ќе порасне, но можеби и нема да порасне. Дрисла и Вардариште, до кога Скопјани и граѓаните во метрополата
ќе се гушат. Каде го гледате решението? Подолг период зборуваме дека имаме депонии, дека не се чисти низ градот. Ни 30 години зборуваме за загадувањето на Скопје и не е преземена ниту една мерка, освен ако го исклучиме она со клима уредите, со инверторите, некои субвенции што се даваат, што не покажа никакви резултати. Клима и Вардариште и Дризла ќе бидат проблем за Скопје се додека не почнеме стручно да го решаваме тој проблем. И за тоа треба време и треба средства. Например, за Вардариште мора да се направи отстранување на целиот тој отпад со негово селектирање. За тоа треба специјални линии. Проценка е дека би требале некаде околу 20 на милиони евра за да тоа се направи. Меѓутоа, каде е сега тука математиката, бидејќи нели се на крај завршува со пари, не можеме само да ветуваме некакви решенија, да немаме предвид од каде средствата. Од како ќе се исчисти оној смет што е распослан во Вардариште без никаква стручност, само распослан, и затоа сега ни се случува ова што ни се случува со негово подпалување, тоа земјиште може да се деконтаминира и да се претвори во градежно земјиште, например. Тој дел покрај Вардар, тој може да биде атрактивен дел за градежно земјиште и на тој начин градот или кој да е, кој ќе ги вложи тие 20 на милиони евра, еден голем дел од нив, ако не и повеќе, да го врати преку преку давање на земјиштето како градежно. За Дрисла треба нова технологија. Како што кажав, колку порано го селектираме отпадот, толку помалку проблеми и помалку работа за Дрисла или за слична депонија која што треба да биде по европски терк. Професоре, никој не зборува за финансиска децентрализација, дали централната власт која простува долгови или подарува милиони евра е кочничар и самостоен урбан живот во локалните заедници. Па јас сум поборник на тоа дека централната власт не треба да има влијание врз развојот на општините, односно локалните единици. Господин Марковски, на крајот, за колку денови, недели или месеци може митрополата, односно Скопје, да се спастри, да заличи на град европски? За европски град ни треба многу време, години се во прашање, за заличи на европски град. Но, за да почне да заличува, да се почувствува, граѓаните да почувствуваат дека е сменет правецот, насоката на движење, за тоа се потребна е една година со добра работа, добро организирана работа, засукани ракави, добра стратегија и визија и да почнат работите да се движат во вистинскиот правец. На Скопје не им треба ни кој знае што за да почувствуваат дека е подобро. Доста е ѓубрето да не го гледаат по улиците, веднаш ќе се почувствува разлика. Доста е да почувствуваат дека воздухот е помалку загаден, веднаш ќе се почувствуваат подобро и ќе веруваат дека работите можат да бидат подобри. Мојата мисија во целата ова, ајде да кажем така, политичка авантура е токму тоа да видат граѓаните дека може поинаку, дека ова што досега го трпевме не е закон, дека ако сакаме, ако вистински луѓе дојдат на вистинско место, оние кои што сакаат за себе да остават нешто добро, не водејќи сметка за никакви други интереси, тогаш и граѓаните ќе почнат да се однесуваат поинаку. Благодарам за гостувањето. Ми беше задоволство. Професорот Горан Марковски, независен кандидат од Независни заедно. Полека изминува првата недела од изборниот караван. Кампањата почна со старата реторика да се добие глас во антагонизмот на национална основа. Кој е албанофоб, а кој е криминалец? Во ово издание на Тренинг соговорник е колегата Владко Стојановски од Неделникот и од порталот Фокус. Добре дојдете во емисијата. Добре дојде во емисијата. Добро ве недов. Стојановски, мислиш ли дека реториката на Мицковски против Ахмети и Дуи практично ги обединува албанците околу интегративците и му штети на некој начин на владиниот коалиционен партнер, пред се, тука мислам на Вреди? Така, па оваа реторика на релација Мицковски Ахмети практично представува продолжение од изборната кампања од претходните парламентарни избори ланската година, по која дојде до промена на власта. Таа изборна кампања
кулминираше со ваков тип на размена на зборови помеѓу Ахмети и Мицковски, кои содржаа тип на метафори кои во себе имаат елементи на навреди па и на закани. И гледаме дека таков тип на реторика и на кампања продолжува сега во пресред на овие локални избори и на претходните парламентарни и на овие локални избори. Таков тип на кампања и реторика им користи и на Ахмети и на Мицковски. Тие политички профитираат од таков тип на размена на зборови во смисла на партиски рейтинзи и автоматски им наштетуваат не само на коалицијските партнери на Мицковски, односно на Влен, туку му наштетуваат и на СДСМ. Неголеми губитници од таа размена на зборови и директна конфронтација помеѓу Мицковски и Ахмети, да речеме на етнонационална основа, најмногу трпат СДСМ. Влен така ќе биде, претпоставувам, и на овие избори. Колку истрагата и обвиненијата поврзани со трагедијата во дискотеката Пулс ќе имаат некакви реперкусии врз целосниот изборен резултат, пред се тука говорам на врз владеачката гарнитура? Па сметам дека ќе имаат одредено влијание, тоа е неминовно поради размерот и пропорциите кои ги имаше оваа трагедија. Меѓутоа, мислам дека нема да биде тоа влијание големо или пресудно од една едноставна причина што актуелната владеачка гарнитура владе година и пол. Значи, тоа е горе-доле една година во моментот кога се случи трагедијата. И тоа и дава комоција и простор на власта да избегне одговорност за ваков тип на трагедии кои се квалификуваат како системски трагедии, како пропуст на системот, а тој систем не го градела само таа влада таа една година, туку е производ на многу други влади претходно. Дали разгорувањето на политичкиот пожар на некој начин им штети на двете партии, најголеми македонски ВМРО, ДПМН и СДСМ, имајќи во предвид дека во делот на оваа трагедија во Кочани веројатно има вмешаност и на претходните гарнитури, но одговорноста треба да се бара и од актуелната владеачка, од актуелната власт. Така, значи вмешаност има на индивидуално ниво на луѓе од сите гарнитури, условно кажам, ако може да ги наречеме гарнитури, кои припаѓаат или инклинираат и кон левата и кон десната опција. Само прашањето што дека не станува збор за индивидуална одговорност. Таа одговорност можеби и ќе се лоцира, иако има дилеми и за тоа, како ќе тече судскиот процес, кога ќе заврши. Значи, на крај може таа одговорност и ќе се лоцира. Меѓутоа, не збориме дека само за кривично правна одговорност, туку збориме и за политичка и морална одговорност. Сметам дека таа одговорност сега за сега не е преземена. Колку најавите на кандидатите, плановите, програмите на потенцијалните кандидати за градоначалници содействуваат со реалност или се всушност пред се политички памфлет? Па сметам дека поблиску до вистината е второво. Значи, уназад постојано предизборно се промовираат програми кои се практично неостварливи. И на крај тие се квантифицираат од страна на учесниците на изборите и кандидатите за градоначалници, кои велат дека оствариле 80%, 90%, некои вели дека оствариле 99% од програмата. Тоа е и теоретски и практично невозможно. Значи, ние доколку земеме да направиме увид тие проекти кои биле ставени во изборна програма, колку од нив е реализиран, значи добар просек би бил и да е 50. Значи, ако се отпочне реализација на некој проект или ако се фрли лопата, тоа не значи дека тој проект е реализиран. И затоа сметам дека граѓаните веќе се уморни од ваков тип на ветувања и се повеќе паѓа довербата во политичките актери, а во самиот изборен процес. И сметам, меѓу другото и од таа причина, дека на овие локални избори има генерално и намалена излазност на изборите. Во делот на битката во албанскиот кампус, Чаир, Гостивар, Тетово, па и Кичево како општина која се смета како голем предизвик во битката меѓу партиите од албанскиот табор.
Дали од тоа ќе зависи понатамошната политичка слика во државата каква би била? Дали може да очекуваме ново прекројување или регрупирање на политичката сцена? Можно е. Тоа е главно зависи од изборните резултати, но и од интерпретацијата на тие изборни резултати, бидејќи на ланските избори имавме номинално едни бројки, но и едната и другата коалиција, и таа на Дуи на Влен се прогласија за победници. Можно е и сега да се случи иста ситуација, Дуи да речеме да освои повеќе гласови кумулативно на советничките листи, бидејќи е најраспространета партија, има гласови во средини каде што претпоставувам Влен уште нема отворено ни штабови, но нема да може да демонстрира триумфализам Дуи во таква ситуација, без разлика каква ќе биде разликата во однос на Влен на советничките листи, доколку не ги освои градоначалничките места во водечките општини, пред се оние со најголема символика. Тоа се Чаир, кај што имаме и Тетово, каде што фактички двајцата фронтмени на Влен влегуваат во директна битка. Па тука би ги стајал и Гостивар, како битна општина, Струга, и Дуи мора да триумфира во тие општини, ако сака да прогласи победа во секоја смисла која нема да биде оспорувана. Доколку Дуи успее да го постигне тоа, тогаш притисокот за вонредни избори ќе биде преголем и не сум сигурен колку власта ќе може да го издржи. Доколку биде обратна ситуација, тогаш тоа ќе значи вовед во консолидација на Влен како единствена политичка партија и зависно од тие два исхода, значи можно е и регрупирање на политичката сцена, бидејќи знаеме дека и двете фактички структури политички се еден вид на коалиции. Значи можно е како и во минатото дел од тие политички партии или фракции што се во тие коалиции да преминуваат на едната или на другата страна, но све тоа ќе зависи од изборите и од толкувањето. Ако го спомнавме Кичево, сметам дека тоа треба да биде најголем изборен трофеј што го постакува ВМРО ДПМН во ситуација кога горе доле другава слика е чиста. Тоа би го представило како голема победа да ја врати општината под своја контрола после неколку мандати владеена од Дуи. Иста таква општина со многу големо значење сметам дека ќе биде Куманово за СДСМ. Значи СДСМ за да почне да се враќа у живот, сметам дека мора прво да ги врати тие гласови и тие гласачи што заминаа кај Знам. Тие се гласачи директно од СДСМ откинати од ткивото на СДСМ што замина во Знам, а доколку успее да триумфира СДСМ, кандидатот на СДСМ во Куманово, тоа ќе биде почеток на тој процес на враќање на тие гласови кои ќе помогнат на партијата повторно да се врати да се крене во живот, па можно да се врати на победнички патеки. Благодарам за разговорот. Благодарам за поканата. Од гейминг во Македонија може да се заработува и по 20.000 евра месечно. Ова е само кратката најава за рубриката Знаење што менува во соработка со Семос Едукација. Следува анализата на еден од менаџерите во Семос Едукација. Гейминг индустријата е една од најголемите и најбрзо растечките индустрии во светот. Тоа што е интересно за таа индустрија е дека низината вредност во овој момент е колку филмската и музичката индустрија заедно. Тоа ни кажува дека има еден голем број на потрошувачи што се заинтересирани за таа индустрија и голем број на креатори, луѓе што сакаат и што можат да креираат во рамките на геймингот. Се повеќе големи институции се придружуваат на индустријата, студијата во Холивуд се повеќе отворени, учествуваат познати актери, познати студија и едноставно креирањето на видеоигри веќе не е само нешто што е наменето за деца, туку има многу повеќе што да понуди за многу поголема, поширока публика. Интересен податок е дека технологиите што се користат во гейминг индустријата имаат примена и надворот од играњето видеоигри. Значи се користат и во медицината, се користат во градежната индустрија, се користат во рударската индустрија, значи имаме
еден широк диапазон на намени и примени на она што се развива преку правењето видеоигри. Македонија има огромен потенцијал. Има многу заинтересирани, особено од помладите генерации, кои освен за играње, сега се интересираат и како видеоигрите всушност се прават. Тоа што е најпотребно во овој момент е квалитетна едукација на високо ниво, која може тие млади генерации да ги подготви да навлезат во светот на правење видеоигри. Семос едукација веќе некое време соработува со партнери од оваа индустрија и заедно со нив се трудиме да унапредиме и самата програма, да бидеме во тек со времето, со побарувачката, да нашите студенти утре бидат вистински спремни да навлезат во индустријата и да бидат успешни. Толку многу можности постојат што ми се чини дека повеќе од половина од нашите академии ја обслужуваат оваа индустрија. И студенти кои не се само дел од Академијата за Game Development, туку и од програмерските академии, од академиите што се занимаваат со дизајн, можат да допринесат и како во креирањето на видеоигри. Она што е најважно да се знае е дека има можности во Македонија, има каде да се научи оваа професија и може да се успее. Имаме многубројни докази за тоа. Технологијата се менува и се унапредува. Ние сме во чекор со новите технологии. Бидете и вие. Се надевам дека и во вечерашното издание го задржавме вашето внимание со изборот на вечерашните соговорници. Довидување до идниот петок во исто време.